Почитувани гледачи, добро вечер. Се јавуваме со слика од стадионот Антон Малатински од Трнава и очекуваме секој момент да започне реванш тредбата од Купот на победниците на куповите, елиминационо коло, дуел меѓу екипите на Спартак Трнава и Вардар. Да потетиме на првата средба во Скопје, победа на словачкиот представник од 1-0 со голот на Ујлаки. Еве ги веднаш и составите на екипите, иако главниот судија Романс Лајокс од Литванија даде знак за почетокот на надпреварот. За Спартак Москва, Сујшко, Кархан, Лајтнер, Тител, Талда, Ујлаки, Тимко, Криштофик, Јакировиќ и Гомес. За екипата на Вардар, тренерот Ѓоре Јовановски за оваа средба се одлучи за следните 11 мина. Зекир, Јовановски, Тодоровски, Стојанов, Јанев, Трајчов, Аврамовски, Димитковски, Караджов, Баевски и Крстев. Значи од оној најавен состав, дилемата дали средбата да започне со Баевски или Начевски, Ѓоре Јовановски му даде предност на младинскиот репрезентативец Баевски. Слободен удар за Балиш. Тимко. Може да биде опасно. Криштофик има топката, бие и брани Зекир. Брани Зекир. Ујлаки. На втора статива. Добра интервенција на Јанев. Гомез има силен удар и нема гол. Нема гол. Се фрли тука Зекир, што е сигурно. Од информациите што ги имаме од клубот на Спартак, ова екипа е една од најпосетените во словачкото првенство, во просек од 13 до 15.000 љубители на фудбалот. Еве шанса, може да биде опасно, дали ќе има водство спрема 0, брани Зекир, биеше тука Љубомир Талда. Многу среќа сега за екипата на Вардар. 100% шанса имаат домаќините, втора до сега на оваа средба. Реков, за победа, пласма во следното коло, потребен е триумф од 2:0 или пак од 2:1. Балиш. Сега може да биде незгодно. Тимко. И каква шанса сега не успева да реализира Талда. Втора 100% шанса за овој фудбалер. Горан Караджов. Одличен удар и гледате. Втора шанса за Вардар, директно кон голот биеше Аврамовски. Моменти кога Вардар игра се подобро и подобро. Трајчов. Караджов. Треба да бие. Трајчов. Бие Трајчов. Баевски. И натаму треба опасност. Аврамовски, Крстев бара топка, шанса за 1:0, брани Сујшко. Бара Баевски тамо најстрога казна од судијата Лајукс. Меѓутоа, ќе беше многу подобро доколку се изработеше оваа акција до крај. Беше тоа најзрелата прилика Вардар да поведе со 1:0. Јанев. Има силен удар. Крстев во позиција и каква шанса сега имаше Сашко Крстев, меѓутоа брани Сујшко. Добри одбрани гледаме вечерва на голманите на обете екипи, а Вардар ќе го изведе третиот корнер. На Вардар не забележувам некоја промена, додека во редовите на домаќините екипата на Спартак во игра е со број 21 Растислав Томовчик. Еве го првиот додир со топката на Томовчик и нема гол. Што сега промашија домаќините? Сите ја видат топката во мрежата. Јакиревиќ. Брз против напад на фудбалерите на Спартак во празно, брзиот Томовчик. Создаде веќе една шанса за Талда. Ујлаки има силен удар, брани Зекир. Брани Зекир вечерва за чиста десетка. Аплаузи за голманот на Вардар. Ќе влијае на подобра игра на Вардар во вториот дел. Меѓутоа, гледате, опасни се домаќините и повторно нововлезениот Растислав Томовчик. Лајтнер. Фабио Гомез. Саме Димитковски мирно враќа назад кон Зекир. Капитенот на Вардар бара од своите соиграчи да се преселат на половината на противникот.
Кархан, Лајтнер, Томовчик, одлично влегува Јолаки, може да биде опасно, Криштофик има простор, бие и што одбрани сега Зекир. Што одбрани сега Зекир? Навистина, честитки, аплаузи. Сега подршка и за домашните фудбалери од бројната публика на стадионот Антон Малатински. Ова е втор жол картон за Јанев и Вардар останува со играч помалку. Реков дека Гомез знае одлично да реагира во овакви ситуации, да го намами својот чувар и дали тука завршува приказната на Вардар. Го гледате Зекир, вечерва сигурно број 1 и во Вардар и на теренот. Дали ќе има гол Јанев према 0? Ерес према 0. Стрелец на голот е фудбалерот со број 8 Душан Тител. Невнимание во одбраната на Вардар и во 82-та минута домаќините водат со 1:0. Уилаки, Мачак, лева топка бара Лајтнер, сепак Уилаки био оддалечина, брани Зекир. Гомез и 2:0. 2:0. 85-та минута Фабио Гомез зголемува на 2:0. Се е веќе јасно на оваа средба. Фудбалерите на Спартак Трнава обезбедуваат пласман во следното коло. Навистина штета. Имаше Вардар барем нерешен резултат, долго време успешно одолеваше на нападите на домаќините, на моменти и рамноправен. Меѓутоа, комплетната концепција поремети и случувањето на Јанев во 76-та минута. 2:0 за домаќините, стрелец Фабио Гомез. Има ли време за уште еден напад? Уилаки, Фабио Гомез, Тител, крај голот. Еден клуб со традиција е Спартак Москва и во овој момент радост на стадионот Антон Малатински, победа на Спартак од 2:0. Да подсетам на стрелците на головите: Тител во 82-та минута и Фабио Гомез во 85-та. Победа на домаќините со 2:0, вкупен резултат 3:0. Екипата на Спартак Трнава ги продолжува надпреварите.